Назад сме во отвореното студио, разговараме со Дејан Андоновиќ за сите оние теми од светот, Европа, регионот кои што заслужуваат секако внимание. Дејан, една од тие теми е повлекувањето на Иран од некои од клучните обврски од иранскиот нуклеарен договор една година откако САД се откажа. Што тоа значи за светот? Тоа за светот значи дека Иран како една од земјите која развива нуклеарно оружје, а која не е под контрола на меѓународните договори и прецена оној неформална контрола на Соединетите Американски држави. Но повторно ќе кажам, се повлекува од еден нуклеарен договор, што значи дека ако се повлече има право да продолжи да развива нуклеарно оружје, а кога продолжува да развива нуклеарно оружје е нуклеарна закана за останатиот дел од светот. Сите тие опасни, би рекол, технологии кои се прават во светот се стават во некаква форма на договор, но ќе потсетам дека Доналд Трамп изминатиот период ја продолжи онаа политика на Соединетите Американски држави која трае од 1979 година, а тоа е настојувањето да се урне тамошниот режим во Иран, значи оној исламски режим кој 1979 година насилно гурна прозападниот и под Вашингтон контрола беше Шах Реза Пахлави, дојде ајатолах од Хомеини, се чини дека Соединетите Американски држави од тогаш па до ден денеска не се помирија со фактот дека немаат контрола врз Иран, Иран која е држава, која е голема држава, која е силна држава, полна со енергенци, и цело време ми се чини изминатиот период сите администрации во Белата куќа, вклучувајќи ја и оваа на Трамп, се обидуваат по секоја цена да гурнат режимот. Едно од уривањето на тие режими е Иран да биде сосечан од сите страни, значи да нема своја војска, да нема нуклеарно оружје, значи да не биде закана, и на некој начин се воведени санкции на главниот приход на иранската држава, тоа е иранската нафта, и оттаму со повлекувањето денеска контраефектот Техеран, кои се закануваат дека имате 60 дена рок да се вратиме по договорите, да се регулираат оние договори околу продажбата на иранската нафта, во спротивно ние продолжуваме со развивање на нуклеарно оружје. Но во тој нуклеарен договор, освен Иран и САД кој што се повлече, се исто така Русија, Кина, Германија, да. Не, Германија не е нуклеарна држава, но е Пакистан, но е Индија. Но го има ратификувано. Го има ратификувано Европската унија, точно. Меѓутоа, земји членки на Европската унија кои се нуклеарни сили се само Франција и Прашањето ми беше Британија. колку овие светски сили би дозволиле Иран да се развива своеволно? Па ми се чини дека две од тие подписнички, Кина и Русија, ќе дозволат да се развива, бидејќи конечно тие користат пред се руско, но и кинеско нуклеарно оружје. Сакам да кажам дека Иран на некој начин беше, ќе ја потсетам таа приказна од време на Бушовата администрација, ставена во земјите сили оска на злото. Таму беа ставени Ирак, беше ставен Иран и Северна Кореја. Со Ирак видовме како заврши работата. Кога сме кај Ирак денеска, државниот секретар Помпео отиде во Ирак да ги види американските воени инсталации и да види како можат тие инсталации во Ирак да се заштитат од евентуален ирански напад. Од друга страна пратена е морнаричка борбена група предводена од американскиот носач на авиони Абрахам Линколн, кој ќе кажеме носач на авиони, тоа подразбира и многу борбени бродови, и подморници, и авиони, што значи дека полека но сигурно се стега некако обрачот околу Иран, воено се дигаат тензиите. Од друга страна ќе потсетам дека ударната сила на Иран покрај нуклеарното оружје и Иранската републиканска гарда, која од Доналд Трамп и неговата администрација беше оценета како терористичка организација, што беше преседан во светот, една легална формација да е така оценета. Во секој случај нешто се случува, подигнати се тензиите и ми се чини дека Иран многу наскоро може да дојде до судир со Соединетите Американски држави. Оно што ми го кажа пред малку со ратификацијата, европските земји за сега се обидуваат да ги намалат тензиите, на Европа не ја одговара евентуален воен судир, бидејќи знаеме дека Иран е силен, Иран има околу 100 милиона жители, има огромна армија и американците доколку прават воена инвазија нема да може да биде на налик на онаа која се случи во Ирак. Андоновиќ, друга тема исто така што го предизвика вниманието на светската јавност е онаа најава за средба Трамп и Орбан, односно конкретно дека е можен заеднички антимигрантски сојуз, како што Па не само заеднички, они најавуваат дека ќе ги координираат антимигрантските политики, нешто што се коси со официјалната политика на Европската унија. Прашањето е што бара Орбан кај Трамп. Да. Сакам да потсетам дека Виктор Орбан е првиот
политичар од Европа кој за време на кампањата председателска на Трамп застана зад него, кога сите беа против Трамп, да подсетам, и прв му ја честиташе победата кога стана председател на Соединетите Американски држави. Тие на 13 мај треба да се сретнат во Белата куќа, според најавата тие треба да ги координираат антимигрантските политики. Ќе подсетам, во Европа Виктор Орбан е првиот политичар и Унгарија е првата држава која се спротистави на Европската унија и незината мигрантска политика, ја подигна онаа фамозна железна ограда на границата со Србија, да не можат да поминуваат мигрантите во Унгарија. Зошто сега, ако прашавме што бара Орбан кај Трамп, сметаш ли еве според твоите видувања дека можеби има некаква скриена тенденција или е чисто случајност, зошто баш сега да речеме во ова време, во овој период би се правил ваков антимигрантски сојуз? Тенденција можеби нема, но има две работи. Први мораме да подсетиме дека и Трамп и Орбан имаат иста антимигрантска политика, односно ќе подсетам на зидот на Доналд Трамп и сузбивањето на миграцијата од Латинска Америка во Соединетите Американски држави. Второто и можеби најважно е неодамнешното укорување на партијата Фидес на Виктор Орбан во европската десница, нели има ЕПП која е нели силна во Европскиот парламент, доаѓаат европските избори. Укорот на Фидекс беше дека поради антимигрантската политика, за наредните 2 години неговата партија внатре во ЕПП нема да може да има право на глас, туку ќе биде наблюдувач. Оттаму и Виктор Орбан, заедно со поддршка на италијанскиот заменик министер за внатрешни работи и лидер на европската десница, на италијанската десница Салвини, имаа состанок пред 2 недели, каде што се договорија дека по европските избори европските десничари кои се малце поекстремни во однос на мигрантите ќе направат вон сојуз на европските антимигрантска десница ќе ја наречат, каде што партиите од десницата од европските земји кои се противат на мигрантската политика ќе направат нов сојуз по урнек на ЕПП, значи десница во десница, и она што можеби е прв чекор покрај посетата на Доналд Трамп, Орбан вчера излезе и рече дека нема да го подржи заедничкиот кандидат на европската десница за председател на Европската комисија, бидејќи проценките велат дека на овие европски избори ќе победи десницата, па десницата обединето треба да предложи кандидат за председател на Европската комисија, но Орбан вчера излезе и рече дека нема намера да го кандидира заедничкиот кандидат Манфред Вебер. Уште една тема, немаме многу време, меѓутоа мора да ја работиме со оглед на тоа колку е значајна. Во Турција се случува можеби или ќе се случува најжешкото лето досега, особено ако се знае дека Реджеп Тајип Ердоган не дозволува Истанбул да му го одземат, таму ќе се повторат изборите, меѓутоа според аналитичарите опозицијата во Турција во моментов е силна. Тие наговестуваат дека демократијата ќе се развива незапирливо, но ако се земе в предвид моќите на Ердоган, што е оно што тој може да го има како свој аргумент за да рече дека неговата држава функционира сосема нормално и дека тие избори мора да се повторат, а тоа пак да биде нормално? Првата најава беше, ако да те подсетам, верувам ќе се сетиш, кога рече тој што ќе го освои Истанбул, ја има и моќта во Турција и ги загуби тие избори за 13.000 гласа и не сакајќи неговата партија и тој самиот да се помират со фактот дека го изгубиле Истанбул, значи ја немаат на некој начин власта низ цела Турција, символично ќе кажам, до Уставниот суд дадоа аргументи дека имало неправилности на изборите и Уставниот суд нели по кратка постапка ги прифати тие приговори, се прегласува на 23 јуни. Тоа ги подигна луѓето и демократската јавност во Турција, но и во Европа. Ќе потсетам дека изминативе 3 дена имаше протести на легендарниот плошта Таксим во Истанбул, каде што се противат на таа диктатура. Тесна е разликата во Истанбул, повторно ќе кажам, опозицијата победи за 13.000 гласови, сега Ердоган се надева дека на повторените избори ќе се случи нешто за да победи он. Но оно што направи на некој начин тензија во Европа е пред се, имаше реакција од европските држави дека со ова се гуши демократијата, дека постапката на Ердоган своеволно, дека е смрт за турската демократија. И оно што е најтрагично е онаа изјава на Себастијан Курц, познатиот австријски министер за надворешни работи, кој има очигледно
австро-унгарски амбиции и автоматски има поинаков однос кон некогашната Отоманска империја Турција, па вели дека Европа треба конечно да ја каже збогом на Турција, подсетувајќи дека Турција преговара 20 години за членство во Европската унија. Ми се чини дека колку и да се овие агресивни изјави, колку и да е голема тензијата помеѓу Европа и Турција, сепак морам да подсетам дека Турција и треба на Европа. Турција и треба на Европа бидејќи е брана од Блискиот Исток и филтр на сите оние неповолни терористички и мигрантски операции кои се случуваат, ќе се случуваат очигледно најава бидејќи Иран е тука, Сирија не е смирена, така да ми се чини дека на крајот на денот сепак ќе се избутка Ердоган се уште е силен, ќе избутка таа приказна да добие градоначелник во Турција, ќе го караат малку од Европа, но на крајот на денот повторно ќе има една кохабитација меѓу силните. Знаеш, Чаловски, кога си силен, сите може да ти простат. Добро, со оваа поента ќе го заокружиме разговорот. Андоновиќ, ти благодариме сега за анализата, а вие останете со програмата на 1 За кратко следуваат вестите со колегата Александар Петрески. Се гледаме во 17 часот.